Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Јас упорно ќе нарекувам оваа емисија Аргументи, иако се уште не ми е подготвена ни шпицата, ни насловот на емисијата. Се надам дека после неколку укажувања некој од ќе се сети па ќе заврши задачата што ја добил. Сеедно, важно е кои се темите и кои се гостите, ова е интерно прашање на нашата телевизија, но јас сум таков па јавно ви кажувам и некои мали ситни проблемчиња со кои што се соочуваме. Инаку денеска во Аргументи или во оваа дебата, во ова отворено студио, ќе разговараме за мерките на доверба наспроти спорот со името. Ова генерално го издаков како синтагма од настапот на претседателот Иванов на 71-то Генерално собрание на Обединетите нации, каде што го отвори прашањето за спорот со името, но и евроатлантските интеграции, сето тоа ставајќи го во контекст на некој начин со внатрешната политичка криза со која се соочува Македонија. Еве на овие надворешно внатрешни политички прашања ќе разговараме со доцент доктор Иванка Додовска, политолог, добро вечер, и со нашиот познат чест гостин, господин Ристо Никовски, амбасадор во пензија. Добро вечер. Добро вечер. Одамна ве нема во студиото. Не се поканили. Од вас зависи. Така е. Ајде да почнеме со Додовска. Малку школски, бидејќи сте ви професор, нашите гледачи треба да знаат што значи Генерално собрание, колку е тоа важно во меѓународните односи и колку е важно држава како Македонија да настапува претседателот пред еднаквите, да речем, со него држави кои што се представени во Обединетите нации. Така, Љубиша, Обединетите нации е втората историски поред најзначајна наднационална институција, креирана во 20 век. Таа е практично представува и по ставовите на американскиот претседател Рузвелт продолжение или подобрување, проширување на идејата на претседателот Вилсон или на она што го знаеме како Лига или Друштво на народи, креирано во 1919 година. Обединетите нации се институција која што е формирана во 1945 година во Сан Франциско, подоцна се сели седиштето во Њу Јорк, во САД. Од тогаш па наваму ги застапува и представува мониторинг едноставно на глобалниот свет во однос на заштитата на човековите права и на сите оние фундаментални значајни цивилизацијски придобивки кои што се вградени практично во преамбулите и во самата повелба на Обединетите нации. Оттаму значењето да се биде членка на Обединетите нации, да се биде, како што рековте и вие, еднаков со еднаквите, е еден императив за секој државник и за секоја држава во светот. Оттаму и обраќањето и учествувањето и активното, како да кажам, споделување со останатите земји членки во рамките на Обединетите нации представува и чест и одговорност која што деновиве можевме да видиме како и Македонија се представи на меѓународно ниво. Од врвно значење, практично самото обраќање на еден државник во Генералната асамблеја на Обединетите нации. Интересно почна Иванов, Да, па видете, тоа, говорот на претседателот Иванов, ние верувам дека и во текот на дебатата ќе го анализираме подетално, но вака мојот впечаток, познавајќи го неговиот сензибилитет, познавајќи ја неговата програма, платформата врз која што се движи, со која што ја води Република Македонија, како врховен комендант на војните сили и представник прв во надворешната политика, е дека тој многу јасно и на својот едноставен начин ја кажа најголемата вистина за тоа кој денеска зборува, тоест вчера веќе пред сите тие представници на 192 членки на Обединетите нации, тоест тој ја потенцираше значајноста на македонскиот национален идентитет, на македонската државност и сувереност, на македонскиот народ и на македонскиот јазик. И тоа е она што е основно
со кое што практично во оваа безпоштедна битка во која што Македонија повеќе од 25 години, а да кажам и наназад со децении во однос на борбата за докажувањето на особеноста на македонскиот национален идентитет и на борбата за создавање на самостојна македонска држава, тоа во 21 век представува на еден начин и една сериозна забелешка до останатите земји членки и до сите оние кои што дозволуваат и понатаму Република Македонија да биде разнишана од надвор со голем број на тривијални прашања кои што во суштина практично се судираат со она што представува фундамент на самоопределувањето на народите и правото на секоја држава да си има сопствен идентитет, да ја зачува својата унитарност, својата особеност и нормално да биде дел од останатиот цивилизиран свет во кој што ќе се нели соочува со предизвиците на векот или на декадата во која што живее. Добро, господин Николски, како вие го оценувате ова генерално собрание и настапот на Иванов на ова генерално собрание, тоа што Додовска го вели дека пред сите останати го отвори прашањето што не мачи 25 години. Важно ли е тоа? Битно ли е? Допира ли до ушите на оние што се моќни, кои што можеби можат нешто да променат во оваа геостратегија и големи политики на големите сили? Апсолутно. Мислам, не е тоа прв пат Македонија да го покренува прашање, да го отвора прашање, ако сакате, на Генералното собрание на Обединетите нации, кој секоја година се држува од септември, почнува, нели така, и еден врвен светски собир, бидејќи таму учествуваат бројни председатели, премиери и министри дворешни работи. Секоја година е, например, американскиот амбасадор, често пати и рускиот, францускиот, британскиот и така натака. Така да на тој врвен собир е клучно да си присутен. И затоа влезот на Македонија во светската организација, кој мнозина одржава, се уште е критикуван, бидејќи нели тогаш ни го спорија името на еден нелегален начин, спротивно на повелбата, уставот на Обединетите нации и слично. Мислам, тоа беше неизбежно, бидејќи ако не сте дел од тоа друштво, вие сте инкогнито, вие сте илегалец, вие не постоите, нели така? Така да, велам, наш не беше направена нанесена голема штета и неправда кога нели така ни го суспендира името, меѓутоа самиот влез во оваа организација веќе стави Македонија на светската сцена. Иако моментално немаме целосен меѓународен правен легитимитет, бидејќи сме без име за нив, нели така? Меѓутоа таму си и веќе не може да игнорира. Може да ви кажам дека порано, нема да се спомнам кој и како, во нашите излагања и настапи Обединетите нации не се спомнуваше нашето клучно прашање името. Се водеше некоја глобална политика, се зборуваше за, не знам, за Еритреја и за Фиджи, а ова не се спомнуваше. Што беше една обична глупост, ако сакате, грубо кажано. Меѓутоа, во последно време тоа се истакнува, се елаборира и покрај ова што кажавте и вие, председателот употребе една многу оштра дефиниција, рече, Македонија е загрозена од членки на НАТО и ЕУ. Мислим да сега тако нешто не е кажано, а тоа е факт. Значи, тие не оспоруваат, ни поставуваат услови, не игнорираат, не признаваат народ, нација, не знам, јазик, име и слично. Разбирате? Така да, тоа е исклучително важно затоа што сите земји учеснички на Генералното собрание, сите водат белешки. И секоја делегација таму има одреден човек кој од секој говор, не на сите, мислам, али на оние главните сепак и на соседните земји, води белешки што и како е кажано. Значи, поентите ги фаќа. Американска делегација ги фаќа поентите на сите, бидејќи тие водат таа глобална политика. Сигурно дека од Мозамбик не водат сметка што ќе каже Македонија, меѓутоа сите глобални сили, сите соседни земји водат сметки, како и ние што водиме сметки за нив, нели така? И тоа се нотира како елементи, предмети, проблеми, прашања кои се нели така присутни. Така да исклучително е важно и особено на начинот кој оваа година председателот Иванов тој ги потенцира тие работи и направи уште еден извореден гест заедно со говорот што ќе биде дистрибуиран. Тоа е пракса, не така, говорот се одржува, преведен е на англиски, он зборуваше на македонски, се дистрибуира на сите делегации. Овој пат заедно со говорот е поделен и документ во кој се дадени поентите на Хашката пресуда.
бидејќи тој инсистираше на таа. Да. Ама видите, Хашката пресуда е нашето најсилно оружје. И ние, да бидеме искрени, недоволно ја искористивме. Не заборавајте дека... Стоја да го говориме тоа, но некако експертите говорат, политичарите не знаеме, велиме дека нема не знае. Тука најдуваат на едно друго лоби, на еден Не, тоа не е спорно. Тоа е одредена наша инерција и тоа е одредено, да речам, повлекување наше во однос на некои големи сили кои не сакаат тоа да се експонира, разбирате. Не заборавајте дека сите тие што ни труба секојдневно за демократија, за човекови права, за за доминација на правото, тие не признаваат Хашката пресуда. За американците решението или ставот, разбирате, а тоа е, да не забораваме, вие ги кажавте, органите на Обединетите нации, има 5 органи. Главно е Генералното собрание, второ е Советот за безбедност, иако е втор на ранг листа, тој е најважниот, бидејќи тоа е неформална светска влада и тој пали и гаси, разбирате. Трети е ЕКОСОК, Советот за социјален и економски развој, четврти е секретаријатот, значи администрацијата, и пет е Хашкиот суд. Значи, петиот орган на оваа светска организација, на овој главен светски орган, на доминантен светски орган е Хашкиот суд. И сега сите тие што се дел од таа организација, сите тие членки, главните посото, го игнорираат Хашкиот суд. Одлуките на судот се обврзувачки со тоа што нема начин како да се санкционира некористењето. И ние направивме грешка, што и денеска може да го направиме, да го покренеме тоа прашање пред Советот за безбедност. Разбирате? Така да, велам, така да, само да завршам со вашето прашање, значи, исклучително е важно таму да се спомене тоа, да се нагласи кој што направи Иванов, затоа што тоа има импликации. Меѓутоа, знаете, после тоа треба да следи додатна акција, да се преземаат конкретни билатерални чекори, да се платат овој меморандум и така натака. Како што спомнавме во Обединетите нации, како што нагласи нашиот председател, тоа е отворено прашање кој е вашиот став, што треба да направи за да се надмине на таква апсолутно нахрона ситуација. Ви благодарам за овој дел на почеток. Тогаш предлагам да го слушнеме излагањето или делови од излагањето на Иванов, низ прилогот на колечката Виолета Стојменова. Јас сум македонец, моите сограѓани се македонци и од оваа говорница ви се обраќам на македонски јазик. Бараме сите да не почитуваат како македонци, како што ние го почитуваме правото на сите да се идентификуваат така како што се чувствуваат. Порача председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во своето обраќање на 71-то Генерално собрание на Обединетите нации во Њујорк. Според македонскиот председател, поради двојните стандарди и непочитувањето на меѓународното право, меѓународниот поредок полека деволуира во, како што рече, глобален хаос и непоредок, а во својот четврт век независност Република Македонија ја почувствувала оваа сурова реалност. На нашиот пат кон меѓународно признавање и интегрирање се соочивме со многу блокади и претрпени штети. Се соочивме со негирање на правото на самоидентификација на македонските граѓани, без кое нема ниту интегритет на човековата личност, ниту човечко достоинство. Поради ова прашање, дури денес сме блокирани во меѓународните организации како што се НАТО и Европската Унија. Веќе 5 години Република Македонија чека меѓународната заедница да ја испочитува пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Деновиве од устите на многу државници тука од ова место ќе слушнете за неопходноста од почитување на меѓународното право. Но исто така многуми на заминувањето од ова место ќе заборават на она на кое повикуваат. Пресудата од Меѓународниот суд на правдата во спорот меѓу Македонија и Грција е донесена уште пред 5 години. На неа потсетив и пред 2 години од ова говорница. Но пресудата до ден денес не е испочитувана. Ова е еден од школските примери за неефикасноста на нашата светска организација. Неодлучноста на Европската Унија и НАТО да ја деблокираат интеграцијата на Република Македонија, рече председателот Иванов, беше една од главните причини за постојаната внатрешно-политичка криза во Македонија, што кулминираше оваа година. Но Македонија не е исклучок, туку целиот регион на Балканот стагнира. Решението за спорот со името, рече Иванов, треба да се бара во рамките на времената спогодба, резолуциите на Обединетите нации и пресудата на Меѓународниот суд на правдата. Иванов од говорницата на Обединетите нации упати и покана до грчкиот премиер
Алексис Ципрас да ја посети Македонија и да биде специјален гостин на самитот на лидерите од Брдо-Бриони процесот, што следната година ќе се одржи во Македонија. Иванов ги поздрави мерките за градење доверба со Република Грција и повика на нивно проширување и внесување нови содржини. Прашањето за името не смее да биде пречка да остваруваме максимална соработка во сите области од заемен интерес, вели Иванов, но изгубено е драгоцено време. Председателот Иванов истакна и дека неодлучноста на Европската унија да се справи со мигрантската криза ја загрози безбедноста на Република Македонија, која прва во Европа прогласи кризна состојба и ја распореди армијата на своите граници. Горд сум што како врховен командант со субјектите на кризниот менеджмент со навремена реакција успеавме да ја заштитиме националната безбедност на Република Македонија. Знам дека многумина во Европа се благодарни за она што Република Македонија го прави за нив. Некои се похрабри и признаваат, некои се помалку храбри, но верувам го почитуваат тоа. Од првиот ден на независноста, рече председателот Иванов, се соочуваме со постојани и директни закани кои доаѓаат од територии на земји членки на ЕУ и НАТО или земји под управа на Обединетите нации. Голем дел од нашите внатрешни ризици и опасности се последица на увезени кризи, рече Иванов. Македонскиот председател упати повики новиот генерален секретар на Обединетите нации кој набргу треба да го замени сегашниот Бан Ки Мун да биде избран од источноевропската група на држави членки на ООН. Иванов му посака успех во кандидатурата на поранешниот министер за надворешни работи на Македонија и поранешниот председател на Генералното собрание на ООН Срџан Керим. Друг клучен проблем со кој се соочува европскиот континент според председателот Иванов е заканата од тероризам. Ако има еден збор со кој можеме да ја опишеме состојбата во светот денес, тоа е нестабилност, заклучи македонскиот председател. Јас сум Љубиша Николовски, ова се аргументи на ТВ Нова. Разговараме со доцент доктор Иванка Додовска и со господин Христо Николски, амбасадор. Темата е мерките на доверба, наспроти спорот со името. Почнавме, професорке, со тоа дека е важно да се настапи на Генералното собрание. Господинот Николски смета дека е важно затоа што сите оние што се заинтригирани од говорот на соодветен председател, значи говорам сега за македонскиот, запишуваат, водат белешки, го примаат тоа за некои идни можни активности. Иако обичните граѓани понекогаш имаат чувство дека таму само се говори, дека никој ништо не помни од тоа, но Го има и тоа. веројатно има и такви ситуации, како што вели председателот, многумина председатели се залага за правда и почитување на правото, но потоа во дипломатија го друга политика забраваат. водат. Па сепак, мислам дека е важно да се биде таму, но рековте дека, или се смета дека дел од говорот на Иванов беше емотивен. На вакви настапи дипломатите се некогаш поделени, дали треба да се биде дипломатски да се настапи и треба да се настапи емотивно. Како вие го оценувате говорот на Иванов и влијанието на оние што запишуваат ако е емотивен или ако е рационален или постуден, не знам што е спротивно на емотивен во дипломатијата? Многу добро прашање. Љубиша, многу ви благодарам и навистина јас нели во мојата Тој говореше за професија- неправдите, нели, што и се правени на Македонија во Така. подолг период. Например, јас ќе почнам малку од подалеку, ако ми дозволите, па ќе дојдам до тоа што е, но поентата Имаме е еден таа. час, за еден час. Да стигнеме. Пред неколку години мојот колега постар, професорот Димитар Гелев, се одважи и ги преведе документите на Милер, на Дейвид Милер, за време кој што се фаќани белешки од страна на овој дипломат, за време на Париската мировна конференција во 1919 година. Многу значаен прилог, особено заради тоа што тој ги селектира оние најважните парчиња во огромни томови кои што се однесуваат токму на Македонија и на македонското национално прашање. Оттаму дипломатијата, еве тука имаме пред нас и професионалец кој што навистина може да ви каже во пракса како нели одат работите. Јас сум во делот на доменот на теоријата и она што го предавам на моите студенти, така што е добра нели композиција и комбинација. Оттаму тоа е редовна пракса во однос на големите меѓународни собири, во суштина од почетокот на дипломатската историја до денеска, записите говорат за тоа, сведочат за едно време
време кога потоа нели историчарите потоа влегуваат и нели ги анализираат. Во тој поглед секој може да третира секоја изјава од аспект на сопствените, кога зборуваме во композитот на Обединети нации, тогаш може да биде толкувано според интересите на националните интереси на секоја земја членка на Обединети нации. Во однос на психолошкиот карактер, во однос на сензибилитетот, јас лично сметам дека председателот Ѓорѓе Иванов не настапува емотивно, туку настапува државнички. Тој доаѓа, видете, мора секогаш да видиме од аголот на тој, нели од другата страна, како велиме во кавга или во спор, мора да се сменат местата, столчињата, па потоа да се продолжи, да се наоѓа решение, бидејќи позицијата на Република Македонија не е иста со позицијата на, не знам, Косово или со позицијата на Бугарија, па да не говорам Унгарија и така натаму. Секоја држава има различен и стратешки партнери, и геополитичка, и економска, и внатрешна, и ваква и така надворешна структура. Председателот Иванов настапува во позиција на една мала држава стратешки, која што нема излез на море, која што има и излезе од голем број на внатрешни превирања, која што носи еден историски габарит, обкружена со, да речам, држави кои што имаат претензии кон нејзино, тоа е посебна тема за дебата. Во ситуација кога се справи со една сериозна мигрантска криза, во ситуација кога дојде, како што честопати знаеше председателот Иванов да истакне јавно, дека Република Македонија ја брани Европската унија од земја членка на Европската унија. Да. Самата унија. И знаете, во сите тие неприлики неговиот говор беше до коска искрен. И така би го дефинирала. Во тој настап тој прво покажа дека како председател на Република Македонија со сиот свој интегритет тој ги застапува македонските граѓани пред највисокото наднационално тело, со цел да ги упати главните поенти или да ги отвори главните прашања со кои што се соочува една земја членка, тоест Република Македонија. Оттаму, се она што тој го адресираше до нив, е поентирано со цел да се свати во каква позиција во моментот геостратешки се наоѓа Македонија. И кои се главните одговорности или која е обврската на останатите земји членки во однос на Република Македонија? Те нели ги знаат? Видете, знаете како? Знаете како некојаш кој ќе ги прозваш големите, тие обратно реагираат, многу се чувствителни на својата позиција. Има своите грешки особено. Особено на грешките кои ќе ги укажете. Председател на една не знам што ќе добиете, како премиер на една реагира. држава, министер на една држава има право да си дозволи да биде малку и дрзок, без разлика дали доаѓа од мала или голема. Ова не е дрско, но може да си дозволат, бидејќи практично како е народот би рекол стапот ќе го јадат службите, ќе го јадат амбасадорите и значи на друго ниво ќе се одвие, може некоја економска санкција или на некој друг начин ќе се Некојаш не мора во ракавици да се говори, значи може да се каже и ние сега треба да сме свесни дека се наоѓаме во едно исклучително време. Може би граѓаните се свесни, може би не. Во еден разговор пред известно време со една драга пријателка, која што ја немав сретната од поодамна, професорка од Холандија, ми вели како се чувствуваш сега, велам, па малку сум загрижена, морам искрено да кажам, вели, зошто? Па велам државата, се секирам за државата. Таме вели не се секира Иванка, целиот свет е за никаде ми вика. Не се демек не сте само вие. Слаба утеха, но тоа значи реалноста е таа. Одиме во еден како да кажам, одиме наназад. Има криза, оди према криза, према судери се оди. Она што е суштината на Обединетите нации, кој што произлегува значи како резултат на војната, Втората светска војна и кој што треба да бидат гарант на светскиот мир, евидентно се укажува или кога и во самата асамблеја тоа се потврдува и не само од председателот Иванов и од другите државници, дека веќе не може да се изнајдат мирни начини на решавање на споровите меѓу државите, да се изнајдат начини за конфликтите, бидејќи веќе дури и државите не војуваат меѓу себе. Сега имаме светска закана, тоа е глобалниот меѓународен тероризам. И тој не познава државна структура, тој креира нови структури кои што ние и светските државници не се подготвени или се премногу уставени во предсвршен чин и не може да делуваат на соодветен начин. И председателот Иванов во тој контекст покажа една голема храброст и една огромна визија. Впрочем, и овој негов мандат, кога тој председател на Република Македонија,
Мислам дека Македонија во многу нешта отиде во однос на сопствени напред, зборувам во однос на незиниот интегритет, во однос на зачувувањето на фундаменталните основи врз кои што се темели нашата држава, а во тоа е и конципирана базичната програма на неговото претседателствување. Тоа е унитарноста на Македонија. А да се зачува унитарноста на Македонија, кога тоа ви станува number one платформа или број 1 платформа, тоа значи дека вас ви е загрозена унитарниот карактер на државата, тоа е суштината. Така. И тука тој поентираше, значи затоа што како државник има обврска кон сопствените граѓани и на светот во нивно име, но и на македонските граѓани да им каже дека апсолутно е свесен за се што се случува во државата и дека со неговиот начин на функционирање по еден тивок мирен пат се обидува едноставно без голема паника да ги активира сетилата кај нас, за да бидеме посвесни за тоа што доаѓа и со тоа што се соочуваме. Мислам дека во тој поглед тоа е јасно. Исто така има уште една димензија на неговото обраќање, а тоа е она што тој го потенцираше во однос и тоа е всушност и поврзано со овие работи што ги зборуваме од однос на македонскиот национален идентитет, вапреки заканите кои што доаѓаат од меѓународниот тероризам, во однос на себе идентификувањето како држава и така натаму и така натаму. А тоа е третиот столб на кој што се темелеше неговото годишно обраќање, тоест иднината или младите. Тој ја испрати пораката како еден светски државник за тоа дека ние треба сите да бидеме свесни дека светот треба и понатаму да продолжи. И дека не завршува само со една генерација, туку дека доаѓаат нови кои што треба да бидат заштитени, да им се даде една навистина, како да кажам, да им се пренесе цивилизацијата во една нормална, нели, во еден нормален тек, без да ги ставиме во ситуација со нашите неразумни одлуки. Говорам генерално како цивилизација, со погрешните одлуки или со нереагирањето да се остави, нели, иднината под голема закана за понатамошните предизвици со кои што се соочуваме. Интересно, мислам, баш во врска со ова што... Ајде да слушаме на практичар, како мислам. Да, од добиеме теренот. Не, мислам, ова точно е што кажувате, затоа што подготвувајќи се за оваа емисија, малце шпартав, нели така што и како се случува. И на UN News Center, значи на нивниот што е информативен департмент или дел, има убав приказ на говорот на претседателот наш, тоа за сите го прават, нели така, и за нашиот, а насловот е претседателот на Македонија укажува дека светот е на крстосница. Мислам, тоа му е насловот, меѓутоа таму е направен на невиден криминал, ако сакате направен, што во насловот е поранешна Југословенска република, тоа е нивниот, нели, нивната термитологија, не терминологија, а понатака и во текстот која го цитираат него го користат овој референцата. Јас ја и во нашето министерство дека треба да се направи скандал, му е стават што тој ги употреба како македонски го ставаат поранешна Југословенска република Македонија. Тоа е криминал, тоа е скандал невиден, разбирате. Тоа треба да се направи апсолутно не цензура, тоа не само цензура, него де факто ти стават во уста нешто што е така, тоа да ги тужи претседателот не може да направи, милиони може да бара за оштета, разбирате. Меѓутоа, да се вратиме на темата. Знаете, зборувавме за кризите, за нашето име и така натака. Вие сте правник, знаете, адвокатот, вика, кој ќе има некој убав случај, не го решава. Вика, како синот 30 години, вика, со тебе, на тој случај те школував, а ти го реши на брзина, не така? Интересот од адвокатите често пати нека простат, сега мислам, не за сите, да случај што подлого трае. Коинциденцијата е иста и со големите сили. Тие не сакат... Метјунимици адвокат. Адвокат, е точно, добро. Сакам да ви кажам, значи, интересот на големите сили не е да се решат проблемите. И што мислите, не може да се реши блискоисточниот случај? Го решават колку? 50 години. Нашиот 25 години. Значи, нивни интерес во целина на тие големи сили, на тие главни светски фактори, ако ги решат проблемите, ќе бидат непотребни, тие ги губат улогата, разбирате? На Балканот поготово тај се случува колку 25 години по распад на Југославија. Значи, интересот нивни е да се продолжува тоа, да имаат свој ангажман. Меѓутоа, велам, претседателот наш не беше емотивен воопшто, бар она што јас го читав, апсолутно беше аргументиран, смирен и со факти кажуваше работи кои
апсолутно треба да загрижуваат. Не се согласувам со него и ми се чини дека остана малце покус за кога зборуваше за тероризмот. Он ги спомна и двојните стандарди. Двојните стандарди се рамни на тероризам. А тоа е она што го прави Европа, Вашингтон, со цел свет. Разбирате? Он вели да доминира правото, ама хашката пресуда како наша корис не важи. Тоа е двојен стандард. И знаете, јас би го дефинирал двојните стандарди како исто така меѓународен тероризам. Што прават терористите? Не признаваат меѓународен правен поредок, прават што сакаат, разбирате, ршум, надвор од тој меѓународен поредок. Двојните стандарди се апсолутно надвор од меѓународниот правен поредок, према тоа и тие се тероризам. Значи, тоа е таа димензија која мора да се нагласи. И еден друг елемент од неговиот говор, он се заложи да решението на проблемот со името се бара во рамките на времената спогодба, спомна прва неја, на резолуциите Обединетите нации и на Хашката пресуда. Мислам дека ние мораме максимално да одбегнуваме времената спогодба во целина, иако Хашката пресуда е резултат неизин, меѓутоа не е неизин дел. Тој се повика на времената спогодба. Времената спогодба кај нас, дури и ваши колеги од факултетот кои се експерти од таа област, не ја сватија до крај, се плашам. Знаете, во целина времената спогодба е катастрофална за Македонија. Осим тие два дела кои Грција не призна како држава. Но таа беше по устав за Хашката пресуда. Таа беше. Таа е основата, да, тоа е основата. Меѓутоа се Малце противречно тоа што говори. Таа е лоша за Македонија. Во целина, јас ви зборувам во целина. Од неја има два дела, од разбирате, од 25 колку има 30 членови, само два се за Македонија. Тоа е, не знам кој беше член која Грција не прифаќа како реална држава, како држава, и член 11 кај што нема да не попречува и на тоа излегува Хашката пресуда, со која мора да се држиме и да пукаме на сите страни. Меѓутоа, времената спогодба не ја девалвира неверојатно нашата позиција во однос на резолуција на Советот за безбедност. Затоа што ние се држиме за Хашката пресуда, али мораме максимално да избегуваме времената спогодба. Покај другото, речникот е повинак. Таму се зборува за преговори, вамо нема. Второ се зборува за се реши на билатерален начин, разбирате, значи имаме времена спогодба, треба да има трајна спогодба. Со Грција ние никогаш не се договориме. Да бидеме јасни. А тој проблемот од името е интернационализиран од самиот почеток. Значи, ние решението мора да го бараме само во Советот за безбедност на Обединетите нации. Сега тоа не е тема вечерова, али велам. Ќе биде. Да, значи ние не смееме да одиме на договор со Грција. Никогаш нема се договориме. Тоа нема шанси. И тоа уште не само Ципра, се уште 20 грчки влади, никој нема да го прифати договорот кој ќе биде макар 5% позитивен за Македонија. Велам, нашата позиција во спорот е дерогирана сериозно со времената спогодба. Тоа треба да го избегаваме. Професор Ке, своје обраќање имаше и грчкиот премиер. И грчкиот премиер има обврски спрема својот народ. И грчкиот премиер веројатно во својот говор не отстапи од своите црвени линии, дури ги нагласи. Што значи дека пред меѓународната јавност во Обединетите нации повторно се прикажа разликите меѓу овие две земји, за што говори Николски дека ние никогаш веројатно сами нема да се договориме. Една од мерките е мерките за градење доверба, што ги констатираат двете страни како начин на доближување за некои можни разговори или преговори. Тоа е позитивно во секој случај. И тоа е добро, но и без тоа можеби граѓаните имаат некоја комуникација, некој разговор. Можно ли е тие мерки на доверба сами по себе да го решат спорот со нив? Да, и тоа во голема мера. Значи, од практично иницирањето на мерките за градење доверба помеѓу двете земји, се активирани и академската, и бизнис заедницата, и голем број други фактори во Република Македонија, исто како и во Грција, кои што почна на едно елементарно ниво да ги пробиваат бариерите кои што постојат. И беше евидентирано дека навистина во овие 25 години на многу начини сме многу поблиски отколку што сме подалечни. Се разбира дека се работи за проекти кои што се од стратешко значење и кои што се одвиваат бавно, токму од стравото на државната политика која што ја има Грција како национална држава и се работи внимателно од аспект на тоа да не се загрозат лично и приватно субјектите со кои што соработуваме.
ова се работи на долгорочен план и искрено верувам дека може би ќе потрае, но не треба да се откажуваме од добрата намера. Инаку, јас честопати тоа на форумите кога се дебатира и за бегалската криза и за проблемите на Македонија, го нагласувам тоа. Знаете, воопшто не е проблем да се омажите во Грција или во Македонија, грк, македонка или обратно. Но многу е тешко кога ќе треба да живеете со тој менталитет и голем број на мои драги пријатели кои што се преселија и живеат во Грција го потврдуваат истото. За разлика од Република Македонија, Грција има деценијски многу добро образование. Значи, во самиот образовен процес се создава една матрица која и без разлика на понатамошниот дел во животот, какви светогледи ќе развијат граѓаните на Грција, кон што ќе се насочат, дали ќе ги прифаќаат политиките на државата или не, сепак колективната свест е се уште многу силна. Добро образование за нив, мислите? Да, но Македонија. тој менталитет потоа се пренесува. Да, токму така. И, например, во тој поглед... И воспитување, така да зовете. И образованието, и воспитување. Апсолутно, да, воспитно-образовниот, мислев на тоа, токму така. Тоа можат ли ви мерки на доверба да го намала таа тензија во образование? Ако имаме трпение, само треба да имаме трпение. Па уште 25 години. Ќе ви кажам, може би во нашиот животен век и нема да бидеме свесни дека може би велам нема да успееме. Сега ако дојде трета закана со огромни размери, можат работите да се сменат, никогаш не се вели никогаш. Но реалноста е таа. Факт е дека, значи, официјалните представници на Грција зборуваат едно кога седиме на маса приватно на јадење, друго зборуваат јавно. И честопати се потврдува истото, дека значи тоа оди во континуитет, значи тоа не можеме затоа што се плашиме од јавна осуда. Значи пак ќе се вратам во колективна свест. Ние во Македонија сме пофлексибилни. Тоа е веќе прашање на воспитно-образовен процес, како што веќе кажам. Образование на својот однос кон јавност. Тоа е факт. Ќе ви кажам уште нешто друго. Например, ние како македонци, како граѓани на Република Македонија и државјани на Република Македонија, немаме толку силен воспитно-образовен систем. Ние сме многу флексибилни. И како доказ можеме да се вратиме само да погледнеме резултатите од конфликтот 2001-та навака. Погледнете ги учебниците денеска, ќе видите например многу работи кои што претходно ги немало. Или се разводенети, или се на некој начин. И тоа е една од жртвите кои што сме ја дале за да се зачува унитарноста, државноста, да си ја зачуваме земјата и така натаму. Колку трајно сме ги оштетиле нашите деца, тоа е веќе друго прашање. Од што всушност се плашат грците? Видете, грчката политика. Рековте дека Грција е еднонационална држава. Дали ова не е дека се плашат за имотите или не знам дека ќе ги нападнат? Тоа е еден дел од прашањето, тие се бореа против иридентизам. Дали ќе им се наруши концептот на една национална држава? Дали ќе мора да ги прифатат и македонците таму, иако вие сте работеле на раселувањето и така натаму, сепак уште има македонци. Тоа е тема со која што сум животно преокупирана. Благодарам, Љубиша, за прашањето. И навистина генезата поаѓа многу порано, пак ќе речам негде во 19 век, кога они се извојуваат од како засебна грчка црква во рамките на Османска империја, па создаваат прва национална држава, или големите сили ја создадоа, поточно кажано, 30-та година во 19 век и натака како оди нивната државна компактна структура и сето тоа. Тоа е еден тогаш се уште проект, бидејќи во периодот на империализам не постојат национални држави, тие се едни од првите и посебно во југоисточна Европа и затоа се особени. Ако погледнете, например, еве во интерес на нашите гледачи, само да го погледнат македонскиот јазол од страна на поранешниот амбасадор на Германија, Штепан, ќе видите Ханс Лутер Штепан, така? Ќе видите дека всушност тој многу јасно кажува дека креирањето на Грција беше еден обид на германската интелектуална елита да создаде да види како на некој начин експеримент како би изгледала една национална држава во времето кога оние уште не се создадени. Германија дури во втора половина на 19 век ја создаде националниот државен конструкт. Оттаму тука се направени голем број на фалсификати од страна на големите сили како би го создале кредото на кое што ја формираат модерната национална држава. Можеме да зборуваме 3 дена на оваа тема, за да ја објасниме на граѓаните. Да, и уште да ќе
ќе се отворат уште дилеми. Ако сте подготвени да доаѓате, јас сум отворен. Не може да продолжиме вечера, да продолжиме Јас сум Нема вечера. врски други. отворена продолжиме вечера. за тоа и секогаш и на факултет и секој што го интересира и пишувам доста на таа тема и колеги имам со кои што се работам и може да се објаснува, сака многу работа. Но она што да во интерес на нашава дебата да не биде само држиме монолог, на прашање. е дека во суштина она што тие го добија како резултат, значи сега ќе одиме во 20 век на Балканските војни со Букурешкиот договор, а го зацементираа со одлуките на Версе 919, значи оној територијален конструкт во што го добија, тие ќе го бранат со живот до смрт, бидејќи во суштина на припоената територија која што ја добиваат со Версајските одлуки, име потврдено со Версајските одлуки 919. Тие не населуваат грчко население, таму има ајде компактно население, доминантно македонско, па и нели влашко, има евреи многу, посебно Солун, значи геноцидот над евреите што е направен потоа. Пред размената говорите? По Версајскиот договор, значи тоа е затоа они и потпишуваат во рамките на Друштво на народите договор за доброволна размена на население, кој што го врзуваат како задолжителен во договорот со Бугарија како поразена сила од Прва светска војна. Да, потоа да Северскиот па Лозанскиот 23-та, тоа се, али таму е поинаку малку поостро. Например, тука Пашич изигрува, например, во однос на Вардарскиот дел изигрува брилјантно. Значи, Венизелос и Пашич се биле брилјантни дипломати, страшни креатори на националните конструкти кои што ги предводеле. Например, Пашич па става зид, вика не постои вика овде македонско население, сите се едно вика е компактни, значи националната компактност е практично дефиницијата за балканските државни конструкти. И затоа и кај Грција тоа се задржа затоа што таа практично беше и милениче на големите сили. И имаше и тука една поголема задршка. Сега малце се менуваат работите. Од нас повеќе. Ама ја заштитуваат. По некакви причини, али ситуацијата е иста. Инаку, мислам, мора да се нагласи дека прв пат во историјата Грција стапна на делот од регионот Македонија со Букурешкиот мировен договор, никогаш порано. И затоа тие кога дојдова тука, почна да водат една не само асимилација, геноцид во македонците, заселување, па после тоа со донесувањето на маџирите, да го спомена составот и така натаму и така натаму, разбирате? И тогаш е тоа што зборувате вие образование и воспитување, нема македонци. Затоа што делот на Македонија, мнозинското население, иако тогаш немаше македонска држава, луѓето не вика јас сум македонец како Иванов се во светската организација, разбирате, притаено, секој се водеше македонец, не смееше гласно да каже, отиде главата да тоа често пати, разбирате. Мојот дедо пред да почине, јас би 7 години викаше не заборавајте. Јас викаше татко ми мој, дедо ми мој, значи тоа доаѓа до 1820 година, отприлike дедо му негов кога се родил, вика сите сме македонци. Разбирате? Ама тогаш не може да се каже тоа. Значи, грците ги воспитувале сите своји генерации, нема македонци. И сега денеска не им едноставно да кажат, ама има македонци. Разбирате? Така да, тие се воден тешкиот дел. И затоа, мислам дека, да бидеме прецизни, ова градењето на доверба нема да донесе до решение на проблемот, али ќе создаде клима за такво нешто. А климата е побитна, бидејќи велам, тоа е случајот што сме сочени. Вие сепак сте безсметен за практичен и дипломат. Историјата и теоретичарите и ние обичните граѓани мислиме дека вистината е важно средство во дипломатијата, да се сообщи. Меѓутоа важно е на кој начин и на кого му ја кажеш вистината. Ја лаички размислува, ако ги има предвид овие искажувања што ги имате, дека Грција била милениче на големите сили, кои што го кројава светот и ја скроја судбината на Македонија, ние сега повторно се обраќаме на таа заедница на тие странски сили, кои што ја кроје Македонија, да ни помогне или да се надмине себе си, да ни излезе во пресед и Македонија да стане рамноправна членка и на Европската унија и на Светската организација со полноправно име што го заслужува, така? Точно. Видете, ама и се извинувам што ке се доврзам. Еве изјавата на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун,
што вели, сега парафразирам, не се откажувајте од вашето уставно име. Така ли? Да. Значи, Али на предавање, неофицијално, Да. ни ја кажа вистината, пораката не го беше таа. Видите, мислам... Значи, сакам да кажем, кои други аргументи ние можеме да ги искористиме, освен вистината, Хашката пресуда, оваа реченица е исто важна, што постојано ја кажуваме, неодлучноста на Европската Унија и НАТО, да ја деблокираат интеграцијата на Македонија беше една од главните причини за постојната внатрешно-политичка криза во Македонија. Точно. Значи, ако и тоа влијае врз регионот, видите. дали тоа може да ги поттикне да се Видите. интензивираат дипломатските активности и Сега кон Грција? го покренавте клучното прашање на нашево име. На Григоров уште Митеран му кажа, прашањето за името е политичко. И затоа ти игнорираат Хашката пресуда, што тоа е правна одлука. Така е. А знаете која е разликата меѓу правно и политичко? Правното се решава преку закони, политичкото со сила. Сака да кажат дека ова е политичко прашање и правда не барајте, разбирате. Меѓутоа, ова што го покреавте вие, ние сме пасивни, да бидеме отворени и конкретни. Ние некако чекаме да ни падне некако решение, некаков излез. Некој весло. Да, не заборавајте дека до Букурештскиот самит на НАТО во 2008 година времето работеше за Македонија. Ние ја зајакнувавме нашата позиција, се повеќе и повеќе земји не признава со уставното име и достигнавме до 136, 137, не е важно. И затоа се случи Букурешт и нашето де факто блокирање, уценување и под ултиматум прво името потоа членство. Сватија дека се губи битката и дека не може да се продолжи со иста техника и Кој тактика. свати? Главниот Грците? светски фактор. Не, грците се само статисти Русите? на таа ситуација. Не, русите се надводни. Американци? Само американци. Погодив од 3 пати, да. Молам? Погодив од 3 пати. Добро, али трета среќа, нели така викаат. Значи, тие се менаџери, разбирате, ова се враќаме на распадот на Југославија. Прв пат во историјата по распадот на Југославија Америка стапна на Балканот и никогаш нема се повлече од тука, бидејќи иднината на Европа ќе се на Балканот, преку миграцијата, преку кризите кои овдека стојат, прегаска рековме, босанскиот лонец ќе врие, уште долго време. Сега е малце под експлозија, ќе го смират, пак ќе се дојде тоа. Разбирате, зашто е поделија Босна? Со создавањето на нова федерација босанско-муслиманска, разбирате, односно хрватско-муслиманска, со Република Српска, де факто Хелсиншката повелба на неменување на граници со сила се прегази. Тие беа промени со сила. Второто после беше Косово. Значи, тука се прави нешто надвор сите прописи, политиката на сила, а не политиката на правото, разбирате. И ние сме втората жртва, ако сакате на тоа. Ама, После господин Србија. Миковски, вие често ме збунувате Да. со вашите ставови. Ако Нема се отеки реални, ова се разбирам. аргументирани работи. Не сакам да бидам дефетист, но ако се е политика, ако главните политички играчи се големите сили, Точно. ако И те не сакаат да го решат и проблемот, зашто тука Обединетите нации се ќе бидат политичка непотребни. организација, за која најмногу стои Америка, креаторот на... И финансери и све што Така, сакате. кај да чукнеме ние, на која врата? Тоа е клучното прашање, видите. Или активноста за која што говорите, може би се бара поголема видите, дипломатска ние, активност и секаква видите, друга. ние сме сами. Ние немаме поголема Значи не поддршка. треба да останеме сами. Не, видите, али да сознаете пријател, се потребни децении, што се види, да го изгубите е потребна на секунда. Да. Ние моментално треба да имаме свести. Не се вклопуваме во стратегиските интереси кои до сега ги пласира единствената светска сила на Балканот и ние на тој план не сме преземале ништо. И како Ние мислите, дипломатијата дозволете, постојано ние денес до ден работи денеска, нешто, ние до стекнува ден нови- денеска сметаме дека Грција е нашиот противник и да Грција не блокира во НАТО и ЕУ. Па не се Тоа слагам, извиде, ја мислам ама тоа е дека- смешно. Ако Америка сака Македонија да влезе во НАТО, стога што му рекол 100 пати овде кај вас и пак ќе го кажам, за недел дена ќе не приме. Значи не сака. Ама, значи, ние треба да направиме нешто со треба Америка. да направиме. Ја мислам дека правиме, Ама дали кај- тоа можда повеќе или не. Ние се уште не сме ги отвориле картите. Ние се уште играме со некоја криенка за некој параван зад скриени.
Ние не сме ги отвориле картите, ние не сме кажале отворено што и кој не попречува. Нас блокадата за влез во НАТО и ЕУ ни ја постави Брисел, не Грција. Грција нема таква моќ да бидеме едноставни. Ние немаме друг избор, или тоа ќе бидеме попрво пријатели со Европа наспроти Америка, или прво со Америка наспроти Европа, ако вие го предавате тоа, значи Америка и Европа имаат своји релации кои што не се секогаш најдобро пријателски. Се искористувате ни со други. Тука да бидеме сосема прецизни. Главен шериф, суперсила, цар во светот се Соединените американски држави. За жал, Европската унија и Брисел, предводен од Германија, следен од Франција, Британија, Италија, од сите, се неизини вазали денеска. И тоа е она најопасното во светот, бидејќи што прават се ја блокираат, ја казнуваат Русија, што е гранката Европа која не сме да ја сече. Ја сечат, затоа што овој се уште е гарант на безбедноста на Европа и да Европа биде што позависна од нив прави душман од Русија, тоа е све намешталка, не знам дали тоа македонски израз. Местенка, тачно, фала ти. Значи, прави чиста местенка. Пучот во Киев е дело 100% на ЦИА и другите служби. И тоа се создави оно што ви рековте на почетокот. Светот оди према нова конфронтација. Студената војна према мене е започната. И Македонија во тој контекст мора да ги отвори картите и мора да каже: Господо, повеќе вака не може, зашто ние вака одиме надолу. Не, јас мислам дека ако е така како што велите, професорке, вашиот мислење, тогаш ние треба што попрво да станеме добар пријател со Америка, а не непријател. Македонија има стратешко партнерство со Соединетите американски држави и она што е сигурно е дека се уште се единствената врата на која што можеме сериозно да затропаме. Колку е тоа секогаш искрено, колку добиваме како повратен удар, тука е тоа е веќе тема на друга дебата. Тоа е суштината. Ама должно да лоцираме дека таму треба да тропаме. Па практично ништо не оди без амин од Америка. Значи тоа не се теми дури вака за кои што би се дебатирало, бидејќи треба да бидеме премногу инволвирани во самиот тек на однесување, но видовме дека без американците сме практично оставени комплетно на ватрометина. И од таа коалиција не би се откажала така лесно. Она што е важно од Македонија како мала држава, како некој кој што чека поддршка и му треба поддршка, е сега тука може добро да се распоредат пионите и во таа дипломатска и во таа друга разузнавачка и економска и секаква друга размена, да се биде на едно повисоко ниво или да се биде попресретлив или да се направат некои чекори кои што мислам дека Македонија ги прави. И мислам дека со исклучоци, со одредени недостатоци, недоследности и така натаму, немаме друг избор. Видовме дека и од она што се случуваше во изминатиот период и во Турција, и во промената на американскиот став или малку дигањето на рачната кон Ердоган, кој што практично тие го поставија за како да кажам, главен надзорник на Југоисточна Европа, бидејќи е чувар на стратешките канали, тоа се Босфор, Дарданели. Ама Ердоган многу храбро сега им како да им врти грб на американците. Ама Ердоган почесто ги обвинува за многу работа. Не, Ердоган им се лути поради некои други работи кои што не им се исполнети во меѓусебните. Се појавија разлики, сериозни разлики се појавија меѓу нив, околу Сирија и околу Русија и така. Тука е револтот на Ердоган, ама тој може да си дозволи кога пред себе има Меркел која што покажа катастрофа во начинот на водењето на Европската унија и на Германија. Погледнете ги само статистиките каде се наоѓа во моментот Меркел. Значи, дај Боже да се отиде после победата. И има страшно, голема грешка беше нејзиниот период на владење и остави голем број на последици кои што ќе имаат штетни последици и ќе се рефлектираат и на следните декади, што е катастрофално и за нас како Република Македонија. И од друга страна, Ердоган со договорот со кој што практично сега во март месец годинава, кога се затвори Балканската рута и кога ги превзема бегалците. И не до кога? Да, ама тој ја држи, сега клучот, ако го наљутат, само да ја отвори, да тргне. Тоа е кон Европа. Не, ако па и тука Америка ќе исто така ќе има своја колатерална штета, тоа во голема мера. Замислете толку милиони бегалци да дојдат да преплават
се смеевме пред известно време со неколку колеги на факултет, велиме Мариово ќе го приполно, така почна да дајат навака, значи нели бидејќи сега е скоро рече си пусто. Тоа е но оваа ситуација па тие не сакаат, но ќе видите како знаете како тој председателот Иванов го кажа во говорот, ако забележавте. Тој вели во моментов, значи Македонија и европскиот континент се соочува со преку 20 милиони потенцијални азиланти, емигранти, бегалци од Африка и од Азија. Значи тие се екстра од овој број што го имаме кај Ердоган и овдека нели ова рута е секундарна. Мислам околу 60 и нешто илјади има во Грција. Ние кај нас имаме 100 и нешто. Ние покажавме и во однос на мигрантската криза целата негова политика, неговиот ангажман, вклучувањето на воените сили како поддршка на полицијата на границата и се тој покажа дека навистина многу добро може да ги процени работите и да опасен политичар. Да, одлично одигра, одлично. Инаку што мислите, еве јас да прашам сега. Што е чува Македонија 25 години? Од што? Од уништување. Само стравот дека било кој исчекор во погрешна насока ќе доведе нова балканска војна. Тоа беше и на почетокот на 90-те години, тоа беше и пред 10 години, тоа и денеска. Од тоа се плашат американците? И американците прво, а второ и европејците. Видите, не заборавајте дека американците исто така. Видите, на Балканот повеќе нема да има војни. Последна беше 2001 година за пресилно менување на границите. Војна по моје очекување ќе има меѓу Грција и Турција, можеби за некоја година, кога турците Турција на брзина ќе си ги земат тие, зашто овие од 2000 километра имаат острови кои се на 2 километра турската обала. Тоа се неправди, разбирате, и многу други. Значи, тоа ќе биде да ограничени, тоа меѓу членки во НАТО, не заборавајте. Меѓутоа, Македонија е чува стравот дека било каква промена овдека, значи нова балканска војна, која ќе биде пострашна и од Босна, и од Хрватска, и од се. И во таа насока, ние се уште грешиме што не ги отвараме картите, што не разговараме со единствениот цар, со Вашингтон, тој ги држи сите конци, тие имаат своји интереси кои не кореспондираат со нашите, да им кажеме, господа, ова што го правите, води во нова војна балканска. Слабењето на Македонија, ние од 2008 година слабееме, паѓаме надолу. Оваа криза не е резултат само на некое прислушување на опозицијата и слично. Оваа криза дел од сценариото кој почна 1991 година. Тоа е Македонија полека да се прилагоди, сврти, да ги снема македонците, да затвори македонското прашање, разбирате, и да се направи една нова етапа, нова фаза. Така е, затоа што сите елементи и факти од 91 ден се говорат во таа насока. Ама ние сега, како сега, ако тие не решили да не уништат, ние треба да чукнеме на врата и им кажете не уништуваме тајма. Знаете ли беше што е работата? Еве, ако ми дозволите да се вклучам. Значи вака, да бидеме на чисто. Ниедна национална држава на Балканот не е креирана од внатрешен фактор. Тие се креирани од големите дипломатски лаборатории на големите сили, значи крај на 18-ти, почеток на 19-ти век. Во однос на Југоисточна Европа имаме руската дипломатска лабораторија на Екатерина Велика. Потемкин, по налог на Екатерина, покрај кодексите, законите и надворешната политика, бидејќи царска Русија е огромна сила. Една од 5-те, но доминантна и непријателски од овие сите и други 4 имаат проблем со нејзе, затоа што е православна. Православниот аспект, значи поделбата помеѓу истокот и западот е на религиозна основа. И тука тоа останува и до ден денес. Да, менталитетот се менува, облеката се менува, суштината е таа. И сега, кога ќе го разбереме тој момент, кој ќе сватиме дека ниедна балканска национална држава не е креирана како по природен пат, не настанала како што, например, има одредени, тој србите и бугарите си даваат на себе си, зашто имале средовековни држави во рамките на Византија, па се бореле со нејзе. Но тоа повторно не е истиот континуитет како што е, например, во Западна Европа. Она што нас не збунува во цела оваа приказка е тоа што сораѓањето на либерализмот и на национализмот и со креирањето на модерното либерално-демократско општество, Западна Европа се обиде во тој концепт да ги вгради сите останати земји во светот кои што се креираат. Има земји кои што не може да го прифатат тоа или го немаат оригинерно во себе.
Ќе одам малку пошироко, погледнете на Блискиот исток. Таму не важат, значи во менталитетот на исламските држави не постои суверенитетот како ултимативно правило. Таму е секогаш ограничен суверенитетот. Не постои родова еднаквост. Не постојат многу прашања кои што ние воспитувани и креирани во либерално-демократскиот западен концепт ги чувствуваме за сосема нормални. Таму тоа е неприфатливо и на некој начин тие земји не сакаат повеќе демократија од онолку колку што ја имаат. Сега тука доаѓаат американците, тука доаѓаат Западна Европа или Европска унија како сакате и вика вие мора да се демократизирате, мора да се либерализирате и така натаму и така натаму. Во суштина, како и сите конфликти, како сите спорови во историјата, и овој е економски. И го начнавме тоа, да се троше оружје, да се троше муниција. Погледнете само, доволно е да погледнете на мапата на светот, кои држави произведуваат најмногу оружје. Зошто би произведувала оружје ако немам тела, месо, како да сакате, не знам како да го наречам тоа најбрутално, за да го потрошам, да ги потрошам тие куршуми. Значи, тие мора да се потрошат. Тука доаѓаат сега на сцена. Лабилни диктатори, секакви причини, нели рачки во однос на државни политики. Да се контролираат другите држави. Да. До пред 2 години Ердоган беше лидер во Југоисточна Европа, беше модерен председател и така натаму, сега е диктатор. Сега е неподобен, така натаму, душман. Значи тоа се големите дипломатски игри, големата, како викаше Бжежински, големата шаховска табла, на која што геостратешки големите сили ги нели распоредуваат малите сили. Ние тука испливавме горе-доле. Значи не можам да кажам со некои горе-доле амплитуди, погрешни чекори, помалку храбри, повеќе храбри, успеавме до некаде да испливаме. Некој не чекуваше ни толку. Македонскиот државен врв на почетокот на 90-тите, ако ги преслушуваме оние стари ленти во МТВ, ќе видите дека 99% зборуваа на српски. Не веруваа во Македонија. На првиот попис во Македонија, пола од интелектуалното јадро се регистрираа на пописот како југословени. Значи, сепак со толку многу... Имаше голем процент. Процентот не беше толку висок. Имаше Доминираше српската телевизија, политика и така натака. Сето тоа беше еден период кога требаше бевме најголеми југословени бевме. Да, во тој контекст. Тоа е неспорно. Значи ние сепак испливавме и со толку и со внатрешни вакви преки успеавме. Нас не оставија да испливаме. Па да. Ако некој сега сака да ме уништи, зошто денес, а не вчера? Видете, кога може да многу полесно да го направат, ние се етаблиравме, ние станавме држава. Ние веќе не сме приоритет. Значи, Па, да ви кажам, македонското национално прашање, македонската држава, по мое видување, и господинот Никовски може да го каже неговиот став, не сме ние тема. На Балканот има само уште една тема која што големите сили треба да ја решат. Тоа е албанското прашање. Толку тука завршувам прикажувам. Има уште сега, уште нови фази. Само кај нас, видите, со независноста на Косово, големо албанскиот, со независноста на Косово, големо албанскиот проект 75% завршен. Остана кај нас, во црногорските 4 општини и 3 во Србија се маргинални, и ова што го зборувате вие, знаете, македонците беа прифатливи како дел од федерацијата, на нејзине маргини бевме нашата глупост, разбирате, и недоветност, и некапацитетност. Меѓутоа, македонската држава, како независна, со распад на Југославија, стана од самиот почеток неприфатлива, затоа што таа апсолутно подразбира промоција на македонскиот народ, на македонскиот јазик, историја и култура, кои во рамките на Југославија беа на маргините и сега излегува на површина. Значи, тоа е причината зашто не признава, ни става сопки, ни го спорија името, ни блокира. Да, ама сепак не оставија да живееме. Ајде да погледнеме прилогот на колегата Матеја, кој говори од вториот дел од престојот на Иванов во Генералното собрание, за кое што говориме цело време односот на прашањето на решавање на спорот со Грција и мерките на довер. Да го погледнеме. Односите со Грција се подобрени, но решението за спорот со името се уште е далеку, оцени шефот на македонската дипломатија Никола Поповски по состанокот со неговиот грчки колега Никос Кодзијас. Средбата се одржа во Њујорк, на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации. Мислам дека имаме постигнато некое ниво на разбирање и дека во услови во кои постои едно прашање кој е многу сериозен проблем и во кој имаме сериозно разидување и различни ставови,
Најдобро е да се концентрираме на сите останати теми кои не поврзуваат и за кои и Македонија и Грција имаат заеднички стратегиски интереси и заеднички гледаат кон иднината. Во овој дух течат разговорите и мислам дека во овој дух ќе продолжат, бидејќи ова не е период во кој што ние можеме да го решиме долгогодишното најтешко прашање во нашите билатерални односи, но дефинитивно е период во кој може да ја зацврстиме перцепцијата на две земји кои имаат нормална соработка и кои во регионот сакаат да креираат позитивна клима. Од Грчкото министерство за надворешни работи информираа дека разговорите поминале во многу добра атмосфера и дека фокусот бил ставен на развојот на регионот и имплементацијата на мерките за градење на доверба. Една од темите бил и предстојниот состанок меѓу Македонија, Грција, Албанија и Бугарија, кој е закажан за во октомври, а треба да се одржи во Солун. На спорот за името се осврна и грчкиот премиер Алексис Ципрас во својот говор пред Генералното собрание на Обединетите нации. Во однос на прашањето за името за поранешната Југословенска република Македонија, ние продолжуваме да поддржуваме наоѓање заеднички прифатливо сложено име со географска одредница за севкупна употреба, ерга омнес. Поттикнавме мерки за градење доверба, кои целат кон засилување на довербата и на прекуграничната соработка во овој клучен период. Овие ставови од страна на грчките представници му биле пренесени на генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, на средбата на која присуствувал и медијаторот во спорот со името Метју Нимиц. Според грчките медиуми, првиот човек на светската организација имал позитивни коментари и оценил дека мерките за градење доверба се особено позитивен чекор во односите меѓу двете страни. Еве сме при крајот на аргументи. Има уште неколку минути, по 2,5 минути или 5 со 2 за професорката. Иако, амбасадоре, професорите кои ќе почнат да говорат 45 минути се... Најмоци. Да. Тие се привилегирани. Значи, беше сепак коректна довоста. Не говореше 45 на почет. Беше влијаеше многу и искуството во медиумите изминативе да. неколку години, бидејќи на почетокот многу ми беше тешко да скратам мислата. Сега веќе самата внимавам, бидејќи да не... Тоа е професионална деформација и тоа треба да се почитува. Ќе се вратиме на почеток, кругот на почнеме со говорот на Иванов во Генералното собрание, поминавме на сите фази на спорот со името, евроатлантските интеграции, малку ги споменавме, но ги опфативме на некој начин околу значењето на Америка и Европа. Решавањето на спорот, велите, не може да го решиме сами со грците, но мерките на доверба се добар чекор за некој поголем временски создавање на клима. Создавање на клима, значи тоа е едниот колосек. Вториот веројатно е лобирање во Европската унија и третиот е на светско ниво. Некои од професорите и дипломатите сметаат дека можеби ние наместо во ЕУ повторно треба да се вратиме да го решаваме во Обединетите нации, вие споменавте во Советот за безбедност. Дали е тоа добар потек? Има ли шанси тоа таму да се врати, да се решава, таму каде што и се случи? Видите, апсолутно. Бидејќи има дилеми околу ова. Не може да има дилеми. Тоа има дилеми кои што не ги знаат работите. Видите, до 2008 година, од кога ние одиме надолу после самитот на НАТО, проблемот беше во рамките на Обединетите нации, медијацијата на Нимиц, која Нимиц работи во имена на Стејт департментот Нимиц. Знаете, има $1 од Обединетите нации, колку да е фигурира таму, нема буџет, значи, нема ништо. Значи, се што добива и материјалите кои ни предлага нас, се ги работи некој институт кој го плаќа Советот за Стејт департментот, значи, он е американски човек. Тоа е прво. Второ, значи, од 2008 година, проблемот го превзема Европската унија. Разбирате, затоа што Европската унија има елементи, аргументи да казнува и тие не казнија веднаш. Изнато е значи Брисел од го презема случајот, ни поставија блокада, уценен ултиматум. Што е надвор од тоа демократски права, нели така, човекови права, како сакате, принципи, процедури. По која основа нас не казнува? Не казнува де факто нас, разбирате. Значи, ние тоа не сме да го прифатиме и ако сакате, процедурата мора да се оди само преку Обединетите нации, преку Советот за безбедност и веќе 25 години помина, ние мораме да одиме со еден меморандум до генералниот секретар на Обединетите нации и да му кажеме, господин генерален секретар, вие сте надлежен за ова прашање, медијацијата се потроши, нема никакви резултати, 25 години, нашата држава им поднесено огромни штети ради тоа нивна неправда, бараме се врати предметот на Советот за безбедност, со една широка кампања дипломатска, со
комуникација со американците, прво французите, британците, а поготово со русите и кинезите, барајќи поддршка, и да се каже дека на Советот за безбедност се она што го вие предвидувавте, што имавте предпоставка и она што го нагласуваше самата со времето дека сме ние безбедностна закана за Грција се покажа како погрешно. 25 години помина, ни еден безбедносен инцидент нема ги двете земји. Напротив, има циркулација, комуникација и слично. Бараме да се исправи таа грешка и да се врати уставното име. Тоа е офанзива дипломатска, еден ризик, бидејќи против тоа се американците први, заднеа и Брисел и Франција и така натака. Ама Русија и Кина... Али Русија и Кина се држат настрана, бидејќи ние ги игнорираме на некој начин. Значи, ние веќе да бидеме свесни, ние одиме надолу, ни се стеснува просперот, ова е криза резултат на името и целта е да се промени името. И ние ако не преземе на оштра, агресивна, ако сакате, офанзива, ние ќе одиме надолу и прашање само кој ќе капитулираме. Долска? Има многу варијации на оваа тема. Во секој случај ова е еден акцијски реален план кој што може да се обидеме да, ако сакаме да влеземе во ризик, да видиме како што ќе се случува понатаму. Мислам дека палката не е веќе во наши раце во овој поглед. Ние мораме да бидеме многу внимателни во однос на промените кои што се случуваат во униполарниот свет во моментов, бидејќи во повторно, нели, ние дискутираме и за појавувањето на Русија и така натаму. Мислам дека Русија повеќе води кампања од што реално може нешто да направи. Но ние земаме во предвид дека на Азија полека се буди змеот, тоест Кина, и полека почнува да ги отвара очите, а потоа ќе ги расшири и крилјата и ќе сака да летне. Исто така Индија. Значи имаме голем број на не само неевропски, туку не американски земји кои што од далечната Азија, од местото каде што сонцето изгрева, каде што цивилизацијата изгреала, ќе почнат да го менуваат светот, бидејќи ќе имаат потреба од територијално ширење. И тоа се предизвиците во текот на 21. век со кои што ќе се занимаваат светските лидери, светските политики. И јас секогаш ја имам таа среќа како политолог што потоа се развива и со историска димензија и можам секогаш таа паралела или тој баланс да го барам како одговор во историјата. Ќе видиме. Па добро, малку дипломатски, но секако не, значи во суштина сметам дека треба да погледнеме малку како се случувале некои работи во минатото за да можеме да видиме што не чека во иднината. А тоа е дека Македонија во сите овие, значи, превирања треба да пред се да остане на тоа да не го изгуби на основно кредо на кое што е постулирана нејзината државност. Тоа е, како што веќе рековме на самиот почеток, унитарноста и македонскиот национален идентитет. Ако успееме да го задржиме тој концепт, кога веќе нашите дедовци, прадедовци преку оралната историја го пренеле митот, иако биле и под турско, и под српско, и под бугарско, и под секако некако друго робство, и останале тоа што се им го предале на своите деца и внуци, тоа што се, ние имаме многу повеќе шанса да направиме. Но треба ангажман, општествен и социјален ангажман од сите сочинители. Значи не постат важни и неважни граѓани на Република Македонија. Сите се подеднакво важни во потребата пред се да изградат свеста, а на тој начин и да ги испратат своите пораки до политичките елити. Бидејќи ако имате вие инфериорно граѓанство, политичките елити лесно ќе ги воспостават својата власт. Власта по дефолт создава потреба да абсорбира. А ако имате граѓанство кое што ќе ви ги наметнува барањата, пример образованието, утка, се да се менува, вакви програми, да се бараат начини, не знам, надворешна политика, таму ова фали, она фали, на тие нешта кои ќе се придонесе, значи, не само, знаете како кај нас цивилниот сектор прерасна во истоводрена политичка номенклатура, значи го изгуби својот начин. Ние треба да се вратиме назад. На многу аспекти, треба да се дебатира и за тоа ги поздравувам лично овие иницијативи и треба да има што повеќе. Само да не забораваме дека и унитарниот карактер на државата и македонизмот се сериозно доведени во прашање и веќе прашање на секунди кога треба да реагираме да не биде предоцна. Токму тоа и го поентираше председателот Јованов. Благодарам што бевте гости на оваа тема. Се надевам дека ќе имате време, особено вие, професор, ќе повторно да бидете гостин во аргументи. Николски, вие сте перманентно поканет. И благодарам уште на што бевте гости. Вам почитувани гледачи ви благодарам на вниманието.